Во оваа прилика сакам да искажам една благодарност до комесарот Хан, кој што го искористи неговиот престој по други теми во Република Македонија да го посети и овој камп за регистрација на бегалци. Само по себе тоа за нас е поддршка на нашите напори, вкупните напори кои што во континуитет ги правиме како држава за соодветен пристап во менеджирањето на состојбите со миграциите. Сме кажале неколку пати во досегашните изјави дека менеджментот од аспектот е од безбедносен аспект, од аспект на хуманитарен третман на мигрантите и јас сум оптимиста бидејќи гледам се подобра и подобра координација помеѓу владиниот сектор и помеѓу невладините организации и навистина можам да констатирам дека квалитативно е на повисоко ниво веќе состојбата од иницијативата за воспоставување на тој камп тука. Факт е дека индивидуалните напори или вкупните напори кои ги правиме на национално ниво, секоја од државите, посебно од рутите кои се транзитни на мигрантите кои доаѓаат од Република Грција, веќе сме сведоци на реакции или на индивидуални решенија, секоја држава посебно. И според мене и на почетокот кога само ние бевме изложени на притисок од неконтролиран број или неконтролиран бран на мигранти, дека решењата на национално ниво се парцијален пристап или фрагментарен пристап во решавањето на тие проблеми. И јас веќе сум поголем оптимиста со самото присуство на комесарот Хан дека динамиките кои се случуваат во Европска унија веќе се на, како да ви кажам, со поголем интензитет и со поголема грижа и мислам дека многу брзо ќе се барат заеднички конзистентни решенија, иако меѓувреме мојата проценка е дека ќе има индивидуални пристапи во секоја држава поодделно, но пак ќе кажам без конзистентен и сеопфатен пристап или без единствена ефективна политика или ефективна реакција од Европска унија нема да може да се подобрат состојбите со менеджирањето со миграцијските процеси. Министре, кои се вашите анализи затоа што очигледно е дека некои земји веќе применуваат своји политики на затварање на границите, на поголема контрола, ете тоа го прави Маđarска, Хрватска, Словенија. Ја анализирате ли можноста од опасност едноставно голем број на бегалци да се концентрираат во Србија и во Македонија и да се најде земјата во една ситуација на жртвите на тој миграцијски бран? Легитимно право е на секоја држава на национално ниво да преземе мерки активности за заштита на сопствената граница и обврска е на секоја држава. Се сеќавате дека кога бевме изложени на тотално неконтролиран наплив на мигранти, имавме ситуација кога 11.000 во 24 часа ни дојдоа или на почетокот кога бројката беше околу 7-8 на дневна основа, ние се обидовме тогаш да ја заштитиме на соодветен начин границата со редуцирање, односно со редуцирање на влезот заради посоодветен третман, заради практично одговор според нашите капацитети кои ги имаме, но и самите бете сведоци дека тоа е на некој начин психологија на маса, луѓето се измалтретирани, патуваат по денови и не успеавме тогаш да ги изолираме, односно да ги издвоиме ранливите категории жени и деца. Едноставно настана една така малку хаотична состојба која што беше така и лоша слика. Меѓутоа, сега сме сведоци на такви состојби, на такви слики и по целата транзитна рута нагоре. Секако дека има загриженост кај нас, бидејќи затварањето на границите према север значи редукција или забавување на процесот на движење на мигрантите, но јас сум убеден дека нема да можат на тој начин да ги запрат овие процеси и дека сепак ќе мора конзистентно европско решение да се бара за решавање на овие проблеми. Ние како Република Македонија секако дека имаме анализи и проценки, токму врз основа на тие анализи и проценки имавме донесена одлука на влада за прогласување на кризен регион на јужната граница и на северната граница каде што се врши транзитот. Кризната состојба според законските решенија траеше 1 месец. Вчера во собрание помина одлука и е донесена одлука од Собранието на Република Македонија за продолжување на кризната состојба во овие два кризни региони до 15 јуни, мислам, на 2016 година.
При тоа тргнавме пак од практични решенија, бидејќи нели се наоѓаме во еден специфичен период на политички процеси, предизборен период, изборен период, постизборен период и сметавме дека е добро да има една таква рамка за државата, односно институциите на системот да можат многу подобро да се координираат и да бидат по-мобилни. Се разбира, имаме разработена повеќе сценарија, како и да е, јас сум сигурен дека имаме доволно капацитет да одговориме на ефективен начин и од безбедносен аспект и од хуманитарен аспект. Само краен момент би било затворање на граници, доколку се појави огромен притисок на границата од страна на Србија и доколку Србија затвори границата? Ќе ги следиме понатаму состојбите, во координација сме со државите од регионот, така да не би можел сега да прejudicирам со било какви други решенија.